Четврт век посветена работа, истражување и поддршка за лицата со аутизам и нивните семејства. Денеска, практично кога се одбележува 25 години од отпочнувањето на Македонското научно здружение за аутизам, кој го одбележува овој јубилеј. По тој повод, денеска се организираат активности со кои ќе се одбележува ова значајно јубилејно постоење на ова здружение, кој има огромен придонес во унапредување на свеста, научната мисла и поддршка на лицата со аутизам и нивните семејства. Од терени се јавува колешката Верица Блажевска, која во живо ќе разговара со професорот доктор Владимир Трајковски, председател на Македонското здружение за аутизам. Верица, те слушаме, повели каде се наоѓаш и како ќе се одбележи овој важен и значаен јубилеј. Иван, добро утро по втор пат и поздрав до гледачите кои ја следат утринската програма на телевизија Сител. Ја сакам Македонија, како што каже и ти, Македонското научно здружение за аутизам прославува 25 години постоење или 25 години истражување, 25 години вложување и 25 години поддршка и помош на лицата кои што имаат аутизам и нивните семејства или сите оние кои што бараат одговори на многу прашања. На кој начин ќе се одбележи оваа 25 годишнина, колку е важно ова Македонско научно здружение за аутизам, ќе ни каже токму председателот на здружението, професор доктор Владимир Трајковски, професор на филозофскиот факултет при УКЕМ и доктор на медицина. Добро утро и добро ни дојдовте во Ја сакам Македонија. Добро утро до вас и до сите ваши ценети гледачи на утринската програма на телевизијата Ја сакам Македонија. Ми представува особено задоволство што и вие го удостоивте нашиот јубилеј за некого можеби мал период, за нас релативно долг период, каде што веќе и ние созреавме во времето на основањето токму на денешниот ден. Јас бев асистент, а сега сум веќе редовен професор. Професоре, кажете ми на кој начин денес ќе го одбележите, што ќе се случува по повод 25 години ММЗА? Да, ние обично не ги славиме родендените, но овој прв пат решивме, бидејќи се работи сепак за четврт век традиција, упорност, посветеност во нашата работа, поддршка, давање на емпатија кон децата и лицата со аутистичен спектар на нарушување и решивме со една скромна прослава од затворен тип да го озваничиме овој наш роден ден. Ќе имаме една програма, би рекол, од повеќе од културно забавен, бидејќи доста имавме наука во последните 25 години, доста имавме истражувања и семинари, конференции. Овој ден, значи со еден кус осврт на историјатот на здружението, ќе се обратам прво јас со говор, па две колешки од здружението ќе говорат за нашите проекти во последните 10 години, другата ќе говори за инклузија и ќе имаме обраќање на една мајка на дете со аутизам, која што сака да го поздрави собирот. Секако пред официјалните обраќања ќе имаме малку и музички дел. Студенти од факултетот за музичка уметност под водство на професор Драган Дутовски ќе ни изведат две numери. Потоа следува едно кратко видео каде преку колажни слики и видео исечоци ќе биде представен нашиот долг, би рекол и трновит пат до тука. Потоа имаме видео обраќања од 5 врвни професори од областа на кој што го обработува аутизмот, од Америка, од Австралија, од Словенија ќе ни се обрати проекторот, например на Алма Матер Европеа универзитетот, од Италија имаме колешка што ќе се обрати и секако тука доаѓа на крај да поделиме плакети и благодарници на сите оние кои што се заслужни на некој начин, дали биле во основачите на здружението. Се присеќавам, значи, токму на денешен ден покрај мене, морам да ги споменам тука, професорот Мирко Спировски, кој што ќе добие денес плакета, за жал веќе покојниот професор Љупчо Едински, кој што дојдовме на идејата да го формираме здружението, подоцна ни се придружија во основачите и тогашни доценти Драгослав Копачев и Кристин Василевска и на денешен ден со уште 10 колеги го основивме на годишно, формиравме основачко собрание, така што ете од тој ден па до денеска ќе направиме еден кус осврт. Програмата ќе трае некои 75 минути поспоред сценариото, така што мислам дека сите оние кои што се поканети ќе уживаат во наставата.
Професоре, да се навратиме на почетоците на формирањето на Македонското научно здружение за аутизам. Од каде дојде воопшто потребата, инспирацијата, идејата за создавање на едно вакво здружение? Да, потребата беше навистина тогаш голема, бидејќи многу малку се знаеше за оваа проблематика, многу малку се говореше дури во научните и стручните кругови, а не пак во општата популација. Воопшто народот не беше свесен дека постои ваков проблем. На крајот на криштата па и аутизмот како појава датира од со објавувањето на првиот труд во 1943 од доктор Лео Канер, но има и претходно 26-та една советска научничка, сега веќе се наоѓаат нови податоци дека говори, но во секој случај во 20-тиот век е терминот, но кај нас како што и се оди задоцнето, така и аутизмот, постоеше само едно здружение родителско кое што не ги, мислам дека во тоа време немаше доволно капацитети. Во тоа време ја и 99-та го пријавив и мојот докторат од областа на аутизмот и така со професорите кои што ги споменав дојдовме на идеја дека е време малку да го засилиме тој невладин сектор и да се структурираме, да формираме едно здружение со кое што ќе се обидеме надвор од владините сектори, ние да ја подигаме свесноста за овој горлив проблем во нашето општество. Македонија навистина заостанува зад, па ако сакате и зад ексију државите по 10-15 години, а не пак зад по 30 години зад земјите од Европската унија. Така што од еден тогаш непознат поим низ годините полека ја дигавме свесноста. Веќе во 2011 и први после 4 години почнавме со одбележување на светскиот ден за подигање на свесноста за аутизмот, тоа е 2 април, со големи настани, например, првиот беше пред споменикот на мајка Тереза во центарот на градот, со околу 1000 гости и минувачи, каде што делевме и памфлети, за да веќе сега во последните 15 на години преидеме во фаза кога го развиваме повеќе прифаќањето, сензибилизацијата на нашето општество и авторитети како да ги прифатат повеќе поинклузивни училишта, образовни програми, да сугерираме, да градиме, да едуцираме образовен кадар. Например, сега последниот проект Erasmus Plus, проект од Европската унија, каде што ние едуцираме наставници по физичко образование и спорт, како да се справат на часот по физичко образование со деца кои што имаат аутистичен спектар и во случај да добијат предизвикувачко однесување, малку агресивно, како да го смират тоа дете. Така што ете во тој период значи навистина постоеше потреба да ја кренеме свесноста и да некако одреагираме, да им дадеме повеќе подршка на овие семејства кои што често пати и се безчујни, би рекол, и дури невидливи за општеството, што сметаме дека не треба да биде така. Делумно можеби ми одговоривте на моето следно прашање, сепак ќе прашам. После 25 години работа и истражување и постоење на Македонското научно здружение за аутизам, каде е аутизмот денес? Некогаш и денес. Колку можеби видиците се проширија, колкави се сега предизвиците, колку е сега крената јавната свест и можеби морам да прашам затоа што сепак го имате зборчето научно во вашето име, во името на здруженијето, па кажете ми од научен аспект до каде сме, би рекла, со можеби од аспект не само на прифаќање, разбирање, туку од аспект можеби и на третирање на аутизм. Да, ви благодарам за прашањето, токму ја погодувате целта за нашето постоење. Во зборот научно се состојат и најголем број од нашите активности. Јас тоа ќе го реферирам на настанот, дека имаме организирано заеднички со светски здруженија и светски асоциации 6 меѓународни семинари, дел тука, дел како ние како соорганизатори во странство, 5 конференции, понатаму имаме објавено 60 научни трудови, од кои што 15 се во списанија со фактор на влијание или познатиот импакт фактор. Доста сме цитирани од научници од САД, од Австралија, од Европската унија,
па дури ако сакате и од азиските земји. Потоа организирам во последните 5 години, од кои 3 беа пандемиски, организиравме околу 50 на вебинари со врвни стручњаци од светот на аутизмот, кои што го пренесува своето знаење на наши помлади колеги и колешки, па и на родителите на децата со аутистичен спектар. Остваривме бројни студиски посети во многу европски држави. Потоа, секако вредно е да се напомене тука нашите 20 главно интернационални проекти финансирани од Европската Унија, каде што даваме голем придонес и нема да биде нескромно, можеби ако кажам дека барем во научниот дел ние како здружение, а тоа ги го потврдуваат и нашите резултати, можеме рамо до рамо да се носиме. Ако општеството заостанува и владините, оние ресорни министерства, ако можеби заостануваат во делот на инклузивното образование, во делот на вработувањето на возрастните лица со аутистичен спектар, во делот на сместувањето да не биде она централизирано сместување како што има во Демиркапија, туку деинституционализацијата и така натаму, во научниот дел јас сметам дека, а тоа го потврдуваат и бројните покани лично до мене на европски конференции, семинари, симпозиуми во кои што земам активно учество и од година на година тоа се зголемува. Бројот на проекти во последните 5-6 години е исклучително изразен, така што мислам дека го заокружив вашето прашање. Ви благодарам многу и ви честитам за јубилеот. Ви посакувам уште многу достигнувања во областа на аутизмот во поглед на прифаќањето, меѓутоа и поддршката и помошта на лицата со аутизам и нивните семејства. Дарам, секако ние сме тука како утринска програма и како телевизија секогаш да ги поддржаме на ваквите настани и секако кога станува збор за научните здруженија за аутизам кои оваа година одбележуваат 25 години постојање и да известуваме за се она што го прават.